Откако политичките пречки што создаваа неизвестност со изгласување на договорот со Грција се надминати, бизнис секторот очекува властите да се фокусираат на структурните реформи што може да ги подобрат условите за водење бизнис во земјава. Промената на името на државата може да се толкува како голем исчекор на патот кон Европската унија, но менаџерите на компаниите сметаат дека уште многу треба да се сработи дома за да се подготви земјата за влез во европското семејство. Воспоставување на правна држава, подобри услуги од јавната администрација, борба против корупцијата и подобра јавна инфраструктура се само дел од клучните реформи што се бараат. Извршниот директор на компанијата Раде Кончар ТЕП, Горан Антевски, го спореди влезот на земјата во ЕУ со добивање возачка дозвола, но вели, брзината со која ќе се движите сепак зависи од автомобилот, за државата од нејзиниот капацитет да стигне до европските стандарди. Изгласувањето на уставните промени што беа во претходните неколку дена е позитивно за Македонија затоа што ни се овозможува да влеземе во Европа и НАТО. Тоа е добар поттик за нашите компании да може да извезуваат подобро и поекономично во Европа. И ја може да го кажам тоа како пример кога вие полагате за возачка дозвола, но додека не положите, додека не ја добиете возачката дозвола, вие не можете да возите. Но кога ќе добиете, ви имате дозвола за возење, но ако немате добар автомобил и ако не знаете како да возите, вас ви е многу тешко да учите и да бидете подобри во таа работа, така да и ние како компании ние добиваме дозвола да извезуваме се повеќе во Европа, како држава сме постабилни, но ние мораме самите да инвестираме, да купиме нови машини, нови алати, да вработиме подобри луѓе, тие луѓе да ги обучиме, за да имаме добар и квалитетен конкурентен производ на тие пазари. Антевски вели дека преговорите на земјата со ЕУ, а потоа и членството, подразбираат бројни поволности за домашните компании, од пристап до поевтин капитал, учество на тендери во европски држави, до побрз пласман на македонските производи на европскиот пазар. Као компании ќе имаме можност да влечеме нови фондови кои се од Европската унија со подобри камати, но секако и ќе можеме да учествуваме на некои тендери во Европската унија кои до сега ни беа затворени. И секако тука би напомнам дека многу полесно ќе извезуваме надвор, бидејќи нема да ги имаме бариерите што ги имавме претходно, односно царинските бариери што ги имаше Македонија со Европската унија, затоа што камионот со фактурата од Македонија ќе се излезе без да помине низ царина во секоја од европските земји. Тоа е една голема придобивка за да може стоката и производите да се движат многу лесно низ овие земји. Меѓутоа, колку ќе се зголеми извозот од Македонија во земјите од Европската унија годинава станува се понеизвестно, особено откако се засилија стравувањата на економистите дека е можна нова економска криза поради бројните проблеми со кои што се соочуваат некои од најсилните европски економии, како Италија и Франција. Излегувањето на Велика Британија од ЕУ без прифаќање на договорот што го постигна Лондон со Брисел, дополнително ги разгори стравувањата од нова рецесија. Домашните бизнисмени засега не се соочуваат со намалување на нарачките од нивните партнери од ЕУ, но според Антевски, ситуацијата не е наивна и мора многу да се внимава. Се надевам дека и во првата половина на 2019 ќе се задржи тој тренд на зголемување на извозот, но секако се плашам заради настаните што се случуваат во Европската унија со проблемите што ги има не само Грција, сега во последно време се најавуваат проблеми доста со Италија како една од поголемите земји, Франција со жолтите елици, исто тоа ќе влие сигурно на економијата, а најголем удар ќе биде и Брекзит, што ќе допринесе да има помал развој во Европската унија, со тоа што би требало, но не би сакале да се случи да се намали и нашиот извоз во Европската унија. Но Германија секако се уште е во добар развој, а Германија е нашиот најголем партнер, каде што највеќе извезува Македонија. Со тоа се надевам дека 2019 ќе биде добра, но најавите на економистите дека ќе се случи поновно криза, секако мора да внимаваме за нашите инвестиции и за нашиот развој понатаму.
Над 80% од се што продаваат македонските компании надвор од земјава завршува на европскиот пазар. Половина од тоа во Германија, со што оваа земја е наш најголем извозен пазар. Па така, проценките за растот на германската економија се клучни параметри што определуваат како ќе се движи македонскиот извоз. А светските економисти се загрижени дека токму Германија може да биде една од земјите што најмногу ќе ги почувствува на сопствена кожа негативните последици од Брекзит без договор со ЕУ.